Драги ученици, добре дојдовте во нашата e-училница по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5-то одделение. Денеска ќе учиме за додавање слики во текст, односно треба да научите да вметнувате слики во документ од различни места и да ги уредувате истите. Многу често велиме дека една слика заменува 1000 зборови. Оваа слика ја представува зимата. Преку оваа слика можеме да кажеме повеќе од 1000 зборови со што ќе опишеме зимата. Можеме да напишеме стихотворба, состав, да ја опишуваме природата во зима, да ја опишуваме зимата, девојчето, неговата облека, снешкото и така натаму. Дали полесно помниш ако видиш слика или ако прочиташ текст? Сигурна сум дека одговорот е кога ќе видите слика. Повеќе памтиме кога ќе видиме слика и можеме да ја опишеме наспроти прочитаниот текст. Дали би било подобро сообраќајните знаци да бидат со слика или со текст? Се разбира, подобро е да сообраќајните знаци да се представени со слика, бидејќи возачот или односно сите учесници во сообраќајот, погледнувајќи сликата, ќе знаат како да се однесуваат во сообраќајот, ќе знаат кои правила да ги почитуваат и ќе знаат дали имаат некакво известување или опасност на патот или едноставно да ги почитуваат основните сообраќајни правила за да не дојде до некаква несреќа. Доколку сообраќајните знаци би били испишани со текст, ќе им треба одредено време да застанат возачите и сите учесници во сообраќајот за да го прочитаат сообраќајниот знак и да продолжат со сообраќај по коловозот. Со програмата за обработка на текст можеме да вметнуваме слики. Сликите можеме да ги вметнеме од библиотеката или од друга папка, документ во компјутерот, како што е пример и на оваа слика. На работната површина на програмата за обработка на текст, на горната лента со алатки, ќе избереме Insert, а потоа ќе избереме Pictures. Од кога ќе избереме Pictures, ќе се отвори нов прозорец, Insert Pictures, во кој што ќе селектираме сликата, односно ќе кликнеме на сликата, кој што ќе се селектира во тој момент, и потоа можеме да избереме вметни, Insert или пак Open. Доколку сликата не се наоѓа веднаш на работната површина на прозорецот, пошто ќе го отвориме преку Insert Pictures, во левиот дел од прозорецот, каде што се наоѓаат папки со најразлични документи, па и слики кои што не се потребни, ние можеме да ја избереме папката во која што се наоѓа соодветната слика, да ја отвориме со лев двоклик и ќе се појават во десниот овој бел простор, ќе се појават слики и ќе избереме соодветната слика која што сакаме да биде вметната во нашиот документ. Ќе ве замолам да го запрете видеото, да се обидете да отворите најпрво програма за обработка на текст, преку лентата со алатки да изберете Insert и Pictures и потоа да изберете слика и да ја поставите на работната површина. Сигурна сум дека сите завршите соодветно оваа вежба и успешно пред се, продолжуваме понатаму со активности. Сликата ќе се вметне во документот на местото на кое што се наоѓа курсорот. Значи, на местото каде што ни бил поставен курсорот ќе се вметне сликата од нашиот компјутер. Сликата ќе треба да ја селектираме со десен клик на сликата, ќе треба да избереме спакувај текст, односно Text Wrapping, каде што ќе се појави ново паѓачко мени, во кое што можеме да избереме како сликата може да биде поставена во текст документот. Ќе ве замолам на веќе постоечката слика на вашата работна површина да се обидете со десен клик од паѓачкото мени, да изберете Text Wrapping и да изберете тип на кој што ќе ви одговара сликата во текстот и ќе се обидете да ја поместите на работната површина. Ќе ве замолам да го запрете видеото и да се обидете да ја употребите и оваа алатка. Одлично завршена работа. Продолжуваме
понатаму со активностите. Сликите можеме да ги смалуваме или да ги зголемуваме. Како ќе го сториме тоа? Ќе ја селектираме сликата, односно ќе кликнеме на површината на сликата. Откога ќе кликнеме на површината на сликата, во аглите се појавуваат бели крупчиња. Со лев клик на белото крупче ќе кликнеме и кликот ќе го држиме и ќе влечеме. Со тоа што сликата, ако влечеме нанадвор ќе се зголемува, ако влечеме навнатре ќе се смалува. Јас во случајов истата слика ја зголемив. Обидете си вие, запрете го видеото и вашата веќе постоечка слика зголемете ја и смалете. Одлично завршена работа. Исто така, вашата веќе постоечка слика која што ја поставивте на работната површина, можете, како овие долу смајлиња кои што се поставени на оваа работна површина, смајлито можам, односно сликата можам да ја зголемам, можам да ја намалам, можам да ја стеснам од лево или од десно, можам од горе или од долу, но можам и да ја ротирам. Ке ве замолам повторно да го запрете видеото и да пробате на вашата слика да ги испробате овие функции. Да ја зголемите, намалите, да ја стесните од лево, од десно, од горе, од долу и да ја ротирате во неколку правци. Одлично, завршена работа. Следат активности со сликата, продолжуваме со активностите со сликата која што ја вметнавте на вашата работна површина. Сликите може да ги променат, ќе повториме уште еднаш, да ги смениме по димензија, значи пробавме да ја зголемиме, да ја намалиме, да ја ротираме. Можеме да ја замениме бојата. Како ќе го сториме тоа? Можеме и да поставиме рамка, да напишеме текст и слично. Откога ја поставивте сликата на вашата работна површина, кога ќе кликнете на сликата, таа се селектира и веднаш во горниот дел од работната површина, односно во алатките за обработка на сликите, ќе се појават нови алатки, а тие алатки ќе бидат под менито формат. Можеме тука да избереме рамки на сликата која што ни е потребна. Еве во овој случај сликата со компјутерот има поставено зелена рамка. Исто така можеме сликата со компјутерот да ја смениме бојата. Значи имаме тука бои, потоа може контраст да поставиме на сликата. Исто така можеме сликата да повториме, да употребиме текст wrapping, каде што можеме да ја употребиме алатка за сликата да биде поставена на одредено место во текстот, онаму каде што ни е потребна. И исто така можеме да запишеме, кажавме, и текст. За да напишеме текст врз сликата која што сме ја избрале, тоа ќе го сториме кога на лентата со алатки ќе избереме insert и потоа ќе избереме text box. Ќе се појави можност за испишување на текст, ќе се појави трепкач, ќе го испишеме текстот и можеме да го поставиме на било кое место и да сакаме на сликата. Еве истата слика која што е ротирана во сосема спротивен правец, да биде намалена, уште повеќе намалена, да биде стесната од лево или пак од десно и да биде стесната од горе и од долу. Ќе ве замолам да го запрете видеото и да ги повториме сите активности кои што, односно функции кои што можеме да ги извршиме на сликата и да биде сликата поставена на местото на текстот во кој што ни е потребно. Одлично завршена работа и сигурна сум дека сите успешно ја завршивте. И следи домашна задача. Напиши расказ со наслов Зима и вметни 4 слики според содржината. Расказот да биде со фонт Arial, да биде во македонска поддршка. Поддршката ќе повторим уште еднаш, ја менуваме со притискање на Shift и Alt, тастери од тастатурата и големината на буквите да биде 14. Ви посакувам успешна работа, се гледаме на следниот час.